Во длабоки дупки, подруми, пластеници што веќе се загреваат, земјоделците се подготвуваат за првите утрински минусни температури најавени од недела. Иако календарски зимата се уште не започнала, работата на терен е забрзана. Секој производ бара различен третман за да преживее ненадеен студ. Земјоделците велат дека една студена ноќ е доволна за да направи штета, па затоа ги прашавме како го заштитуваат родот. Морково да го чуваш и 5 години во земјата не се расипува, што значи прилично добро издржува температура до минус 10. Морково издржува. Цвеклото мора да се изваде, тоа се ваде и во дупка се става, што значи мора да биде покриено со земја. Ако не е покриено со земја, гледа се самото цвекло да не кажа. Дел од цвеклото е во земјата, дел е надвор од површината. Тоа одмрзне. Значи мора да биде во дупка, во земја. Поставаме во дупки, мајки упред напоре лабо. Ние имаме копани дупки, речеме по 10 метра 15 должина, на метар и 2-30 дубина, метар и 50 ширина и таму го скалдираме цвеклото. Издржува и до 50 минус да биде. Што значи, ако има 20 сантима земја од згоре, цвеклото нема шанса да измрзне никош. Значи, земјата е толку топла, што не може да биде. Може да ти кажам повеќе и од 30 степени унатре у земјата. Пластеници во оранжери. Во оранжери заштитени се и долу и одгоре. Нема природна од сонцето. Нема шанса да стои, ако нема сонце, дека ќе трпа, нема шанса да трпа. Компиро е лично моје производство, јас сум од Кочани од Гродци, имам садено 4 декара. Дури еден декар ми остана и у нивите не изваден. Компиро стоe, значи компиро стоe, имаме си подруми, компиро го чуваме на темна просторија и си стоe, значи издржува. Тамо е топло и нема гајле. Дури сега што сум го изводил тоа за семе, цволки имат пуштене, значи за ова. Рачунај до март месец има цволки да има. Јужното овошје не може долго да се чува, па земјоделците го набавуваат од седмица на седмица. Робата останува свежа и се користи за потрошувачка само за една недела. Ние одеме од недела на недела набавуваме, бидејќи е јужно овошје, ние не го чуваме. Ние земаме за потрошувачка за една недела, значи тамо ги чуват на Кванташки, дали у Скопје, дали у Струмица, имат си клад, значи робата стигнува секоја недела, свежа е робата, не е стара роба да се зачувува, значи одржава се, значи робата. Подготвеноста е клучна, велат земјоделците, бидејќи првите студени утра може да направат голема штета. Дупки, подруми, пластеници, сите методи се во игра за да се зачува родот. Секоја култура бара своја грижа, а трудот од целата година не смее да се загуби. И додека надвор температурите се уште се благи, на терен веќе се води вистинска битка од најавениот студ.